Владата е во комуникација со Канцеларијата на Европската комисија за можноста да се одржи средба на високо ниво со бугарската страна на маргините на НАТО самитот во Хаг. Премиерот Мицкоски открива дека веќе има предлог термин, но Бугарија се уште се нема изјаснето. Имаме комуникација со Канцеларијата на Европската комисија и вчера и денес. Се уште немаме повратен одговор, има предлог термин. Така што еве да почекаме да се изјаснат од бугарската страна. Во Хаг требаше да оди бугарскиот председател Румен Радев, но Софија реши да биде представена од премиерот Желјасков. Вчера председателката Силјановска-Давкова рече дека иако е правило да има средба со својот колега, не е проблем да разговара и со бугарскиот премиер. Сепак изјави дека средбата се уште не е потврдена, бидејќи таа е иницирана од председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Можноста за македонско-бугарска средба се актуализираше минатиот месец, кога Мицкоски по средбата со високата представничка на Европската унија Каја Калас откри дека разговарале и за евентуална билатерална средба со бугарска страна на маргините на НАТО самитот во Хаг, со учество на највисоките представници на ЕУ, НАТО и САД. Во меѓувреме реториката меѓу двете земји повторно се заостри, овој пат поради гласањето за предлог извештајот за напредокот на Македонија во Европскиот парламент, откако бугарските европратеници побараа во текстот да се вметне придавката сегашен за македонскиот јазик и идентитет. Поради политички притисоци, известувачот Вајц предложи одложување на гласањето за 24 јуни, денот кога започнува и самитот во Хаг. Мартин Арсов, Сител телевизија.